Младиот бербер Саид Саитов, кој смртно ја прегази 79-годишната Љуба Јаковлевска во Капиштет, подолго време бил како темпирана бомба на асфалтот. Неговите профили на социјалните мрежи покажуваат дека можноста за фатален исход растела од година во година, а последното видео на кое се пофалил, а излезе во јавноста, покажува дека Саитов возел со 200 км на час на негови 16 години. 18 годишникот, кој е во бегство и се бара со меѓународна потерница, има фотографии позади воланот на пасатот со кој ја прегази жената уште на 13 години. Казна добил во 2022 година на негови 14 години поради возење без возачка дозвола, за што прекршочна заработил и татко му Берти Саитов, кој заедно со синот во бегство, оти му го дал автомобилот. Според експертите, покрај законите во превенцијата се клучни и родителите, кои пред се требало да научат од слични и неодамнешни трагедии. Често пати родителите, за да биде мир во куќа и за да го задоволат потребите на детето, се сложуваат и на вакви работи кои се и со закон забранети, мислејќи само на своето дете, ама и на крајот доаѓа до вакво нешто што е трагично и страшно. Почитувајќи ги законите, ние себе си ќе се заштитиме. Значи, подобро детето малце да поплаче и да повика, и да биде малце незадоволен од животот заради тоа што нема автомобил да вози, него да се изложиме на вакви, мислам, трагични настани, во кои што, пак ќе повторам, сигурно никој не помислил, нити имал на крај на памет му било дека ќе настрада, дека ќе се изгуби човечки живот. Ама за жал, непочитувањето на законите доведува и до тоа. Објавите каде Саитов се фалел со екстремното брзо возење се повлечени од неговиот Инстаграм профил, на кој го променили корисничкото име откако се најде на удар од јавноста. Случајот со него потсетува на оној со Васил Јованов, кој исто така предизвика тешка сообраќајна несреќа со смртни последици, управувајќи го возилото со години без возачка дозвола. Поради ова, кривична пријава доби и неговиот татко поради сомнежите дека свесно му го давал возилото да го вози, но судењето за ова се уште трае.